Значи, навистина не знам во која точка, во кој член од Посlovник го измисливте еве уште ова ново талатово правило, дека не може гласањево ќе се одложи, а замислете не е гласање за предлог закон, гласање за измена и дополна на дневен ред. Ја ќе ве замолам председателе да ми го прочитате членот според кој, затоа што нема доволно присутни пратеници во сала, не може да се гласа по за измена и дополна на дневен ред. Јас навистина не знам од каде ова го измислувате, кои се овие правила талјатови, алајбегови. Значи, како може ова да го дозволувате? Вашите пратеници не се присутни тука, не нашите. Вие сте тие кои што сакате собраниево да работи, да не биде блокирано. Па кај се пратеници? Од што се изморија? Ние барем овде зборуваме. Вашите што прават? Каде се? Прочитајте ми го членот според кој велите дека ова ќе се одложи. Како може да се одложи кога ова е предлог за измена и дополна на дневен ред? Па ја не знам ова дали во Форино го има како правило. Значи стварно не знам како не вие се вака да се однесувате, да се изживувате, да не шетате ни сала, нема проблем. Смејте се, колеги. Кај вас допрва и да дмаките. Вие со ова дното го пробивте. За вас и дното не е граница. Само вие смејте се. Продолжете да се смеете. На вас останува товарот дека вие сте комплетно дисфункционални. Самите вие, еве без пратеници на опозиција. Ништо не можете, ништо не знаете, ништо не сакате, освен да плячкате, да продавате, да лажете и да се пазарите. Ништо повеќе. Колега Јован Митревски, слободно барајте процедурално. Еве и од вас ќе побарам помош да му помогнете на председателот на службиве овде пред јавноста да ни прочита кој член тоа вели дека ќе се одложи гласање за измена и дополна на дневен ред. Еве, не сум ја правник, не е ни председателот правник, Јован Митревски не знам што е по вокација, ама долги години е координатор. Ве молам, кажете ми како ова го изнајдовте. Па ова не е смешно, трагично, ви реков, не знам дали повеќе ве жалам или повеќе се срамам што сум дел од ова собрание кое што е дисфункционално заради вашата неспособност, незаинтересираност за работа. Сте се обтегнале тука на столчиња, па барем да седите сите. Кај ви се луѓето кои што треба да направат кворум, кои што ви формираат мнозинството за кој што велите дека е стабилно, дека е подготвено за работа, дека ви пречи што ние блокираме. Ја не гледам дека ви пречи. Ама вас апсолутно баш ви е гајле дали овде некој сака да блокира, да деблокира, да доблокира. Апсолутно, значи ви кажав, и дното го имате пробиено. Подоле од дното не знам што може, ама сето тоа станува како ваш товар и еве и на председателот на